Ви поздравувам сите семейство. Ние денес разговаравме во нашата поука за Јосиф и за неговиот живот. Како поминал неговиот живот и секакви ствари тој би требало да помине. А ја сепак на крајот останал тој верен на Бога. И на крајот ви гледаме дека неговата верност Бог ја употребил за Божја слава, а исто така да го спаси својот народ. Од приказната на Јосиф можеме да извлечеме многу повеќе. Значи, верувам дека секој од нас би можел да ја види од различна перспектива, а има многу толку што би можеле да се угледаме на Јосифовиот пример и да го премериме исто во нашите животи. Но денес јас посебно би сакал да ви споделам едно искуство. Не се зборува за Јосиф, него се зборува за еден друг човек кој што живее во нашите времења. За жал, таа личност почина минатата година. Како го запознав овој човек, никогаш лично не сум го сретнал, но неговото видео прв пат го видов на YouTube, така како што скролав само и ми излезе неговото видео под наслов "Најстрекниот човек на светот". И тоа нешто ми падна во очите. И пишува таму: чујте приказната на овој 99 годишен холокауст, преживеан од холокауста. И така денес баш би сакал да ви го споделам неговото искуство. Неговото име е Еди Јакубовиќ или Едвард Јакубовиќ. Тој започнува така: Драги мои нови пријатели, јас се викам Еди Јако и стојам пред вас денес, преживеан од холокаустот и сведок на најтрагичните времења на историјата на човечанството. Бев горд млад германец. Мислев дека ова е најдобрата цивилизација која што може да му се даде на еден млад човек како мене. Колку ли бев само погрешно. На 9 ноември 1938 година се вратив од интернат каде што живеев под лажно име 5 години, бидејќи јас бев евреин. Живеев подалеку од моето семејство како сирак, образувајќи се и под огромен притисок и страв дека некој би можел да открие дека јас не сум Валтер Шлајс под кој се представував. Бев во голема опасност. Таа кобна ноќ стигнав дома, но моето семејство се криеше, а јас бев сам. Отидов во кревет со моето куче во близина и во 5 часот наутро на 10 ноември 1938 година 10 нацисти ја скршија нашата врата од влезната соба на куќата. Што ми направија, срам ми е да ви кажам. Но беше толку лошо што веќе си поверував: Еди, денес ти ќе умреш. После ме направија сведок и на уривањето на нашата сопствена куќа која беше 200 години. А исто така, они пред моите очи го убија моето куче, Лулу, кој се обидуваше да ме спасе. Го загубив достоинството, слободата и вербата во човештвото. Изгубив се за што живеев. Од маж бев сведен на ништо. Што се случи со мојата земја во која сум роден? Земјата на моите предци, земјата која што ги произведе Шлејс, Бетовен, Моцарт. Што се случи со моите германски пријатели кои станаа убијци? Во тоа време никој од нас не разбра дека Кристалнахт, што значи ноќта на скршеното стакло, каде што беа искршени фронтовите на продавниците во сопственост кои беа на сите евреи, и продавниците ограбени, а домовите и синагогите беа запалени. Тоа беше само почеток на кошмарот, на многу, многу полошо што требаше да дојде. Тој ден бев пренесен во мојот прв концентрационен логор, Бухенвалд, каде што бев чуван со уште 11.000 други евреи околу 5 месеци. На 2 мај 1939 година јас бев слободен. Татко ми ме зеде и ме однесе во Ахен. По 10 часа возење се договоривме со еден шверцер да не однесе во Белгија. Поминав 2 недели таму со татко ми во стан, додека не бев уапсен од белгијската полиција како германец, а не како евреин.
и интерниран во логор со уште 4000 германци. На 10. мај 1940 година логорот беше ликвидиран. Се разделиме во Данкерк и продолжив кон Лион. Таму ме уапси француската полиција и ме испрати во Гурс, страшен логор со уште 6000 други германци. По моите интернирања во логори, конечно бев пренесен во оно што стана мојот пекол на оваа земја, Аушвиц. Моите родители и сестра исто така беа пренесени во Аушвиц. И од тогаш јас никогаш не имав можноста да ги сретнам повторно и да ги видам моите родители. Немав ни шанса да се поздравам со мојата сакана мајка, која ми недостигаше секој ден од мојот живот. Ако имате можност денес, ве молам, одете дома и погрежете се да ја кажете на вашата мајка колку ја сакате. Ве молам, направете го ова за вашиот нов пријател Еди. Имав доволно среќа и успеав да избегам од оно што стана познато како марш на смрт и се криев во шума сам многу месеци, пред да ме најде американската војска. Но јас стојам овде денес среќен човек, кој ужива во животот со прекрасна сопруга и прекрасно семејство. Јас не мразам никого. Омразата е болест која може да го уништи вашиот непријател, но ќе ви уништи и вас преку тој процес. Правам се што можам за да го направам овој свет подобро место за живење. И ве молам сите да дадете се од себе за да се постигне истото. Да се погрижиме оваа страшна трагедија, најлошата во историјата, да не се повтори никогаш повторно. Исто така, и оваа трагедија никогаш нема да биде заборавена. По долги години мака и криење, на 7. септември 1945 година, по долго патување со воз, влегов назад во Белгија без никакви документи. Многу кратко потоа и се оженив со мојата сопруга која запознав на истото место, Флора, со која сум во брак веќе 73 години. Во тоа време не бев среќен човек. Но не уживав да бидам меѓу луѓето. Така беше се додека не се роди нашиот прв син, Мајкл. Во тоа време, моето срце, од кога се роди нашиот син, беше исцелено и мојата среќа се врати во изобилство. Дадов ветување, дека од тој ден до крајот на мојот живот, ветив дека ќе бидам среќен, ќе се насмевнувам, ќе бидам учтив, ќе помагам и ќе љубам. Исто така ветив дека никогаш повеќе нема да ставам нога на германска почва. Ете, денес стојам пред вас, човек кој ги одржа сите овие ветувања. Мојата најголема среќа доаѓа од моето семејство. Мојата сопруга, двата сина, Мајкл и Андре. Моите многобројни внуци и правнуци, кои сите носат толку многу радост. А денес учам и споделувам среќа со сите што ќе ги сретна. Среќата не паѓа од небо. Таа е веќе во вашите раце. Среќата носи добро здравје на телото и умот. А моите 99 години здравје најмногу ги препишувам на мојот позитивен став и среќа. Еден цвет е мојата градина. Еден пријател, се извинувам, еден добар пријател е мојот цвет. Младите денес забораваат да престанат. Тие постојано трчаат и не знаат каде трчат. Треба да одвоите време за да бидете среќни и да уживате во животот. Има време и за смеење, има време и за плачење. Гледам добри работи во животот. Поканете пријатели или член на семејството на оброк. Одете на прошетка. Утре ќе дојде, но прво уживајте денес. Се прашувам како ли луѓето постојат без пријателство? Без луѓе да ги споделат своите тајни, надежи и соништа, да споделат добра среќа или тажни загуби. Во сладоста на пријателството нека има смеа и споделување на задоволство, убавите времења направени подобри и лошите времења заборавени, поради магијата на пријателството. За мене, кога ќе се разбудам, јас сум среќен.
затоа што добив уште еден ден за живење и за уживање. Кога ќе се сетам дека требаше да умрам со мизерна смрт и дека тоа ми беше пред прагот, но наместо сум жив, па затоа имам цел да помогнам на сите луѓе кои се исто така уништени. Бев на дното на јамата. Па значи, ако можем да направам една мизерна личност денес, да таа се насмее, јас сум среќен. Запомнете ги овие зборови. Ве молам, не одете пред мене. Може би нема да можам да ве следам. Те молам, не оди позади мене. Може би не ќе можам да водам. Само оди покрај мене и биди мој пријател. Ќе го завршам мојот разговор со желба од моето срце до сите ваши срца. Нека секогаш имате многу љубов за споделување, многу добро здравје за поштеда и многу добри пријатели кои се грижат. Ви благодарам што ми ја дадовте привилегијата за да зборувам со вас денес. Ви благодарам. Кога го изгледав целото ова видео, неговото искуство ме добра, но прво почнав и да се смеам, да ви кажам искрено, пошто ми беше неверојатно како може за толку краток период да биде уапсен и од едната и од другата полица. Прво страда како евреин, после страда како германец и ми беше стварно смешно. Но гледам дека не го познам, не знам како била неговата вера во Бога. Но тешко е човек да остане верен покрај сите тие тешки настани во животот, поточно како што поминал овој човек, а не па кога ќе размислиме ни што поминал Јосиф, дали ние би останали исто верни. И да, не кажувам дека е лесно, тешко е. Живееме во свет каде што се околу нас е можда мрачно и не гледаме никаков излесно, ние како верници имаме надеж. Јас би ве прашал дали сме среќни или сме срекни. Многу менува таа цртичка што стои на ке. Нека таа цртичка што за мене исто ме подсетува на една искра, ги распали нашите срца со радост. Кога ќе навидат луѓето надвор, да кажат, еве ги најсрекните луѓе на светот. И кога ќе се гледаме тука сите заедно, да бидеме на вистина најсрекната фамилија на светот, Божјето семејство, а и тоа сме. Затоа Бог ја предвидел црквата, затоа сме ние тука, да се љубиме едни со други како што Христос не возлюбил нас и да го дадеме нашиот живот едни за други. Многу е жалосно ако ги поминеме нашите животи, трагајќи по нешто што е минливо, нешто што ќе помине, материјалното е секогаш минливо. И затоа Павле кажува, ние не се стремаме кон видливото, него кон невидливото, бидејќи видливото е привремено, а невидливото е вечно. Така и да биде со нас, исто, браќи и сестри. Нека Божјата среќа изобилува во нашите срца, да бидеме познати на секој човек надвор. Исус ни рекол да ги запомнеме овие зборови. Луѓето ќе ве познаваат преку љубовта, да бидеме познати преку љубовта и да не се занемаруваме едни со други. Колку што можеме да се запознаваме едни со други, да се сакаме едни со други и да се префатиме онакви како што сме. А Бог ќе го направи останатото. Усовршувањето е процес кој трае. Сите сме на еден пат, али на различни места може. И затоа би сакал на крајот, ако може да се помолам со кратка молитва, да продолжиме. Отче драги, фала ти Господе за ова семејство. Фала ти Господе за овие души. Фала ти Господе за секоја една душа што е на овој свет, кој што е створена од Твојата рака. Фала ти Боже за сите Твои планови. Фала ти Господе дека ти имаш многу добар план и најдобриот план, што понекогаш Господи ние не мислиме на тоа и се занемаруваме едни со други. Затоа те молам, помогни ни да бидеме усмерени кон Тебе, љубејќи се Боже, бидејќи љубовта покрива многу гревови. И дека така единствено ќе бидеме препознаени пред луѓето, да не се залажуваме самите себе. И помогни ни Боже да живееме вистински живот, угоден на Тебе, да Те славиме вистински онока како што Ти е угодно,
Се молам за моите браќи и сестри. Фала ти за оваа можност што можевме во овој саботен ден да се собереме тука и да те прославиме тебе. Фала ти за овој човек исто. Ние не го познаваме, Боже, но ти го знаеш. Фала ти што си го сочувал и што неговото искуство, неговата приказна може сега да досегне многу луѓе и веќе сигурно е досегнала. И помогни ни, Боже, да знаеме и секогаш да веруваме во тоа и да не забораваме дека ние имаме надеж, дека надежта е Исус Христос. Вечниот живот е нашата надеж, Боже. Помогни ни преку се тоа што ќе се деси и може ни е тешко да веруваме, но ти ни помогни да нашата вера не опадне, него да стоиме цврсти се до крајот. И сите заедно да бидеме Боже на небесата, славајќи ти тебе. Веселејќи се, Боже, во таа небесна хармонија, уживајќи. Те молиме, Боже, за Твое водство и за Твојот свети дух. Ти биде со нас и благословени, Боже, сите. Тоа те помоли во името на Исуса Христа. Ти се слави. Амин.